Дали сте слушнале за перипетиите со носењето на првиот брод во Охридското езеро од бродоградилиштето во Унгарија. Првиот современ пловен објект во Охрид се викал Галеб и е донесен на почетокот на 60-тите години од минатиот век. Бродот бил изграден во едно познато унгарско бродоградилиште, а најголем проблем стана кога требало цел брод да се донесе во Охрид без воопшто да се расклопува во делови. Бродот најпрво бил донесен во Белград, а оттаму со специјални камиони во Охрид. Возењето на бродот по патиштата траел со денови, а најголем проблем се јавил кај превојот Буково, каде е имало 2 тунели. Кога камионот стигнал таму, виделе дека тунелите се прениски за да може камионот со бродот да помине низ нив. Со помош на раководителите од тогашната власт во Република Македонија била изградена нова помошна делница од патот. Бродот поминал, а потоа во езерото бил спуштен со специјално изградени дрвени шини, низ кои едноставно се лизнал во водите. Галеб во поранешна Југославија најпрво беше собственост на тогашното комунално предпријатие во Охрид, а по осамостојувањето на Македонија бродот премина во приватни раце. Со него управуваа најпознатите охридски капетани, кои се школуваа во познатите поморски школи од тоа време. Ден денес, бродот Галеб е во водите на Охридското езеро и плови на релација Охрид-Свети Наум. Дали сте слушнале за Роман Јакопсон, еден од најзначајните лингвисти на 20 век. Неговите дела пишувани се на повеќе јазици, а се собрани и издадени во една едиција од 8 тома. Шестиот том од делата на Јакопсон е посветен на раните словенски патишта и крстосници. На 34-та страница таму пишува: Кога пред повеќе од 1000 години првиот словенски писмен јазик влезе во употреба и почна да се шири, лингвистичките разлики во рамките на словенскиот свет биле незначајни, споредено, на пример, со радикално различните дијалекти во рамките на денешните територии на Германија или пак на Италија. Релативно малкуте локални специфики во гласовите, граматиката и речникот биле минорни и во неможност да ги попречат културните комуникации помеѓу различните словенски области. Постоела постепена транзиција околу остри линии на демаркација помеѓу словенските дијалекти од таа епоха. Во доцниот 9 век, како што Вајан одлично забележува, словените се уште биле свесни дека зборуваат еден ист јазик. Според тоа, словенските апостоли, свети Константин Кирил и Методи, биле во можност да го употребат нивниот мајчин, македонски дијалект за нивната мисионерска работа во Моравија, се вели во делата на Роман Јакопсон.